Сега летото е време кога сакаме во секоја смисла од зборот да се опуштиме и да уживаме во летото. И кога се на мирниците во прашање, знаеме да си дозволиме и нешто што можеби не ни прија на организмот. Сакаме да уживаме во патувањата и често се случува проблем кој што треба малку повеќе да внимаваме од намирниците кои што ги конзумираме. За истиот ќе се консултираме со нутриционистот Надица Илиевска, а еден од најчистите проблеми во патувањето летово ни обстипацијата. Сега како да си помогнеме, ја прашуваме Надица Илиевска. Утринова. Добро утро. Кога велам, знаеме што ни прија, но знаеме и што ни прија, ама кога е летото во прашање, сакаме секако да се опуштиме. И веројатно треба почисто да ве гледаме, за да не подсетувате дека чекај малку, сепак треба да внимаваш на тоа и тоа, на што најмногу треба да внимаваме. Всушност и во моменти кога сакаме да се опуштиме, самото патување од реални и објективни причини може да ја наруши работата на нашите црева и се смета дека на светско ниво дури 70 луѓе за време на патувањето, посебно после патувањето, имаат некаков проблем со празнењето на црева, дали е тоа обстипација или е диареја, зависно од, ајде да кажеме, вегетативниот нервен систем на личноста и тоа како го сваќа патувањето. Кои се пречките, всушност кои се причините за да го дадеме решението? Всушност ние го губиме ритамот. Ние го губиме ритамот на оброци. Најчесто кога патуваме до некоја подалечна дестинација, не ја конзумираме во обичаената храна која што ја конзумираме, нели, додека сме во домашни услови. Најчесто се воздржуваме од течна храна, најчесто се воздржуваме од конзумирање на течности. Потоа ја одложуваме ургентноста, чекајќи да стигнеме до дестинацијата. Инаку оние кои патуваат со авион, джетлегот исто така директно влијае на појава на обстипација, со тоа што проблемот е што таа обстипација понатаму може да продолжи во текот на летувањето или на одморот и на патувањето и на некој начин да ни одземе од убавината и од опуштањето. Треба да знаеме дека всушност секое менување на намирниците на поднебје, светот стана глобален, најчесто патуваме до екзотични дестинации, па дури и во околината на поднебје, на море, кое што не е наше, бара прилагодување на цревната флора. Одредени типови на прилагодување одат во правец на диареја, во зависност од навиките, одредени во обстипација, но мислам дека почеста е обстипацијата. Што треба да правиме да превенираме? Овоше и зеленчук, затоа што ни се потребни ензими. Оно што во принцип додека патуваме и веднаш најчесто купуваме храна од бензински пумпи, значи тоа се грицкање, тоа е многу солено, не конзумираме вода. Брза храна, чисто брза храна. Тоа е брза храна, тоа уште дополнително влијае. Она што е важно е како го планираме патувањето, така треба да ја планираме и исхраната за време на патувањето. По вас што ве слушам, сакав да ве прашам, ние сме во еден ритам кој што секој индивидуално си го има наметното во текот на работниот ден, во текот на тоа кога сме си дома, па си знаеме кога најмногу ни одговара да појадуваме, ручаме и што да биде од намирници, често сакаме од тој ритам да излеземе, да влеземе во комфорт зоната. И сега кога ова што го велите, кога влегуваме во комфорт зоната, односно кога одиме на патување, веројатно треба и прилагодување на преминување од ред и дисциплина во комфорт. А толку го сакаме тој комфорт? Знаете, проблемот е што комфорт зоната во однос на храната не е пробувањето на локалните здрави специјалитети, него тоа секогаш е брзата храна. И тука всушност лежи проблемот. Меѓутоа да не заборавиме дека дигестивниот систем е директно поврзан со нашиот мозок, што значи дека тој во двосмерен пат влијаат едни на други. Да, сакаме да се опуштиме, но секое патување всушност е стрес за организмот. Додека да стигнеме на дестинацијата, како ќе стигнеме на дестинацијата, и сите тие работи влијаат. Јас исто кога патувам, сакам да ги пробувам локалните специјалитети, но секогаш треба да се внимава на прилагодување во смисла, доколку патуваме на дестинација каде што е многу зачинета храна.
треба да направиме, значи не веднаш да влетаме во локалните зачини, во локалните на зачини. специјалитетите. Но овошјето и зеленчукот, генерално, секаде во светот се тие и се достапни. Со нивно конзумирање превенираме обстипација. Најважното е хидрирањето на организмот. Затоа што доколку конзумираме брза храна, а секако се конзумира... Да посветиме внимание, хидрирањето, вие мислите на вода. Се мисли на вода, не се мислат на алкохолни пијалоци, не се мисли дури ни на сокови свежи од овошје, што значи дека во тој случај најчесто конзумирањето на солена храна, зголеменото потење, прави организмот вишок од вода да го зема од дебелото црево и тука страда всушност празнењето на цревата страдаат. Но ајде ако се работи за некои брзи, ако се работи за некои брзи совети, доколку таму каде што патувате ви е достапен ананас, ако патувате на екзотичните места ви е достапно манго, а конзумирањето на овие две овошја ќе помогнат во редовно. Зеленчукот секако. Секој вид на зеленчук, поради билните влакна, но за овошјето зборувам затоа што овошјето има пектини, а тоа се растворливи билни влакна. А нас не требаат растворливи билни влакна, кои што заедно со водата која што ја пиеме ќе формираат гел и на тој начин нема да го отежнуваме дополнително празнењето на цревата. Исто така, многумина посебно кај децата, таа популација морам да ја нагласам, бидејќи се соочуваме. Тоа ќе ве прашав, оти најлесно е на родителите да им дадат нешто, некој сендвич, нешто брзо. Да, но кај децата е многу присутен. Кои се почесто гладни. Да, но кај децата е многу присутен и психичкиот момент на опуштање. Не секое мало дете може да се прилагоди на местото каде што би требало да ги извршува физиолошките потреби и тоа исто така треба да се има во предвид и затоа кога се патува со кола не треба да се брза, треба да се има доволно чести паузи, не треба да се ствара итност или да се одлага итноста на празнењето на цревата и всушност овие дополнителни фактори се исто толку важни колку и начинот на храната. Но ако може да дадеме еден генерален совет, ние на вистина немаме навика да го започнуваме денот со салата, но еве нека одморот биде она почеток на уживање на локалните специјалитети, но да го започнеме денот со билни влакна, односно со некоја убава локална салата или со некоја убаво овошје. Јас долго време овде гостувам и знаете сите дека не сум љубител на денот да се почне само со овошје. Тоа никогаш не сум го... Но во вонредни ситуации, поготово неколку типови на овошја, доколку имаме проблем. Сега, генерално, се препорачуваат пробиотици. За тие сакав засебно да ве прашам, оти некако суплементирањето стана популарно. Дали е тоа витамин С, дополнително да се зима или пак други суплементи и пробиотиците кога се во прашање и се наметнува и ги споминавте децата, се наметнува како правило дека децата за да го задржат и зајакнат имунитетот треба постојано да примаат пробиотици. Вистина ли е тоа? Значи постојат индикации за жал или за среќа, поради стилот на живење, поради квалитетот на храната кој што ни е достапен, суплементирањето не станува, значи секојдневие и е убаво што па ги имаме суплементите кои што се сепак природни за да помогнеме и дополниме на она што ни недостасува. И да, децата од раѓање веќе добиваат редовни, значи препораки за суплементирање. Искуството покажува дека тоа е добро. Знаете како се смета дека најголемата модерна болест на денешното време е недостаток или нарушена цревна флора. Науката веќе докажа дека многу од целокупното, од севкупното здравје зависи од нашата цревна флора, но исто така се докажа дека ние многу малку конзумираме ферментирани производи. Ние мислиме дека со една чашка јогурт на ден или со неколку лажички кисело млеко на ден, всушност сме внесле пробиотска храна, меѓутоа за да ја одржуваме нашата цревна флора, тоа е исто така многу важно. Кај третманот на обстипација, дали е таа редовна, дали е таа вонредна поради летните услови и патувањето, неважно,
а всушност додаваме пробиотици. Меѓутоа, кај луѓе кои што се познаваат себе си и кои што знаат дека им е проблематично патувањето и дека често пати знаат да кажат дека воопшто нема да ги испразнат цревата наредните 10 дена, јас препорачувам пребиотска храна. Зошто? За побрзо прилагодување на цревната флора на новонастанатите услови, што значи пробиотици како суплементи и пребиотици како храна здружени. Мора тука да ни споменете неколку намирници, оти не секому е јасно што влегува како намирници. Се што содржи билни влакна, и растворливи, и нерастворливи, спаѓа во една голема група на пребиотици, односно хемиски соединенија кои ги одржуваат во живот добрите бактерии, односно ги хранат добрите бактерии. Сега сакам да го заокружиме разговорот со тоа што повторно ќе се вратам дека сакаме да влеземе во комфорт зоната, а комфорт зоната и на овие високи температури значи често дека не можеме во текот на денот да јадеме и тоа да биде калорична храна која што ни е потребна за енергија и често знае да биде во вечерните часови кога ќе биде така малку посвежо и дури знае да биде и доцна во ноќта. Во таква состојба, знаеме често да кажеме, се преадовме пред спиење, како да ни почне денот? Денот секогаш треба да почне прво со течност. Потоа јас навистина посебно летно време препорачувам тоа да биде една добра салата или некоја целозрнена житарица. Овие благиве комбинации кои што ги препорачуваме зимно време, каде што ќе стигнеме до 1500 калории наутро, значи имаме овесни снегулки, па имаме суво овошје едно, па имаме друго суво овошје, па имаме многу јатки, па имаме сето тоа, не погодува за овие летни температури. Солена варијанта, значи или житарка целозрнена со кисело млеко, или една салата по избор. Вареното јајце во салата секогаш е добар избор. И навистина, често пати ги кривиме високите температури поради неспиењето навечер, поради топлите температури, но многу често и поради касната и тешка вечера. Затоа ја споменав. Се уште останува правилото, значи 20 часот би требало да е последното време кога ќе конзумираме оброк. Доколку сме жедни, ние можеме да конзумираме некоја лесна и бистра супа во подоцните часови, која што не била припремена во текот на денот. Може дури да изедеме и пак некоја ситна јатка, меѓутоа не тешка и силна вечера, и да не ги кривиме високите температури и жешкото време дека не можеме да спиеме. Поради тоа не можеме да спиеме, поради тоа што сме се премногу опуштиле во 11 часот на вечер. Сакам да кажам, не си барете исклучоци и само на куса вечерата може да ни заврши со некоја лубеница или диња? Доколку 4 часа пред спиење желудникот остане празен, може тоа да биде и добро изладена диња или лубеница. Јас, знаеш дека сакам да се навраќам на старите рецепти. Кај нас во Македонија има традиција на конзумирање на диња со некој млечен продукт, како што е младо сирење. Тоа е исклучително вкусно. Тоа е исклучително вкусно, да. Тоа може да биде некоја лесна вечера. Убав предлог. Благодариме, Надица, благодариме за гостувањето.